Пандемијата не ги погоди на ист начин жените и мажите во земјата. Пандемиите никогаш не се родово неутрални, вели во интервју за Само прашај Даниела Антоновска, експерт за родова еднаквост. Таа смета дека изминатите месеци уште повеќе се засилија постоечките родови нееднаквости помеѓу мажите и жените во Македонија. Исто така, жените представуваат околу 39% од работната сила во формалната економија на глобално ниво. Меѓутоа, веќе сега одредени статистики кажуваат дека тие спаѓаат, односно 54% од жените веќе ги имаат изгубено своите работни места во време на глобална пандемија предизвикана од COVID-19. И за жал и ние не сме многу далеку од овие светски и глобални трендови. И кај нас во време на пандемијава, овие 8 месеци веќе имаме одредено, да кажеме, зголемување на бројот на јавувањето на случаите поврзани со семено и родово базирано насилство. Понатаму имаме голем број отпуштања на жени кои што работат во одредени ризични професии, каде што имаме постојан контакт помеѓу давателите и примателите на услугите. Во последните месеци многу е поголем бројот на жени во најударните професии што се на првата линија во справувањето со COVID-19. На светско ниво, меѓутоа и кај нас, многу е поголем процентот на жените кои што работат во здравството, како медицински сестри, негователки, голем е процентот на жените кои што работат во училиштата, во градинките. Знаеме дека тие први беа на удар и тие први се затворија кога започна пандемијата, се ограничи работното време и на маркетите и слично. Меѓутоа, веднаш по затварањето, по завршувањето на таа, како што нарекувате, прва смена, каде што жените формално работат, доаѓаат дома, каде што започнува нивната втора смена, односно онаа неплатена работа во домаќинството, во домот, во семејството, грижата за децата, воспитувањето на децата, па зависи доколку живеат и во проширени семејства, грижата за постарите лица, за мајките, татковците, бабите, дедовците кои што живеат со нив, така што навистина голем е товарот кој што жените го носат врз своите плеки. Според Антоновска, потребно е да се направи родова анализа за потребите на тоа што им е потребно на мажите, а што на жените, и врз основа на нив државата да донесе родово сензитивни програми. Тоа според неа ќе придонесе за намалување на јазот во родовата нееднаквост, но и да се надминат проблемите кои што ги предизвика пандемијата изминатите месеци.